што денеска дискутираме за заеднички проблем и нудиме заеднички решенија. После изборите 2014 година, кои покажавме дека биле криминални, корумпирани, дека граѓаните биле изложени на сериозни притисоци, имавме една средба заедно со председателот на СДСМ со еден поранешен европски политичар. И тој ни кажа што му соопштил на тогашниот премиер Груевски. Господине премиере, сите во Европа знаат дека според ова како ги водите изборите, можете да менувате датуми, можете да менувате кандидати, можете дури и да ги менувате правилата и законите, ама што и да менувате, однапред знаете кој ќе биде победникот. Тоа сте секогаш вие. Ова не е демократија. И заради ова сме сите на заедничка маса дека нема да дозволиме во 2016 да и се случи тоа што го слушавме и гледавме неколку изборни циклуси претходно. Во Македонија долго време страдавме заради тоа што немавме договор околу правилата за кои мора да има договор. Изборни правила, антикорупцијски правила, правила кои што се врзани со владење на правото. Меѓутоа, во последниве неколку години ние се соочивме со поголем проблем. Што да правиш ако правилата се договорени, дури и со консензус, а при тоа оние кои што ги донеле не ги почитуваат. И тоа е најголемиот страф или скепса кој што постои во Македонија. Имаме договор од пржино, имаме нов изборен закон, имаме нови институции, но дали тие ќе паднат на испитот на нивно спроведување? Денеска, како што говориме, на некои 100 метри од нас, се случува еден друг, во суштина, политички настан од големо значење. Пред само неколку дена, Уставниот суд потврди дека контролата на власта врз овој дел од државата продолжува. Уставниот суд покрена иницијатива или постапка за да председателот на државата може да дава помилување и во случај на изборни кражби. Нешто што од 2009 година се сметаше за алфа и омега во македонската политика. Крадеш избори, нема амнестија. Лошата вест беше дека Уставниот суд покажа дека контролата продолжува. Добрата вест е што граѓаните во Македонија покажаа дека веќе нема да се согласат со такво однесување. И затоа таму има судии и така наречени судии, меѓутоа пред зградата на Уставниот суд има граѓани навистина со голема Г. И сакам да се заблагодарам на сите оние кои што во Македонија не подклекнаа пред огромните притисоци и големиот притисок за кој говореше Џабир, а кои што ги гледаме секој ден. Македонија мора да го реши проблемот со својот избирачки список. Тој е проблем кој долго години ја мачи Македонија и тој е услов без кој не се може. Кога ја слушавме денешната наша колешка на панелот, слушнавме паралели со Таџикистан и мене увото се уште ми реагира дека тоа не е држава со која Македонија сака да се споредува. Реалноста е сурова. Македонија е позиционирана на листата на медиумски слободи помеѓу Таџикистан и Мали. И тоа не е друштво кое што одговара на земја која пред повеќе од 10 години стана земја кандидат на Европската унија. Нашата задача е да направиме се Македонија да се споредува со државите кон кои што аспирира. Тешко ние да се споредуваме со Норвешка, понекогаш лесно ние да се споредуваме со Бугарија, но европските стандарди мора да бидат наша заедничка цел. И затоа овие две теми ќе бидат живи теми за да покажеме дека Македонија е зрела. Нејзините граѓани се зрели за фери демократски избори. Проблемот е дека некој во власта знае дека ќе изгуби се ако такви фери демократски избори се одржат. Последната порака, сите во оваа држава порано или подоцна станаа жртви на недемократско владење. Дури и луѓето кои беа блиски до владеачката партија се соочија со одмазда секој пат кога ќе го кажеа своето мислење. И затоа во нашето општество многу повеќе треба да зборуваме за солидарност. Ако ние како опозиција не сме тука да ги заштитиме медиумите кога се под притисок, ако медиумите не се тука да ги заштитат граѓаните кога се под притисок, тогаш на крај што и да ни се случува, ќе нема кој да ни помогне. Денеска ми е драго што овдека сме сведоци на голема европска солидарност кон
македонските граѓани кон Република Македонија, солидарност која ја видовме и во добри и во лоши моменти за нашата држава. На крајот, факт е дека ќе ни требаат фери демократски избори, но она што е потешко, ќе не чека после изборите. Како да го рехабилитираме системот на правна држава и како да ги рехабилитираме вредностите во кои искрено веруваме. Затоа нема да бидат доволни едни избори, затоа ќе биде потребна промена во однесувањето на сите, промена во нашите одговорности како граѓани и како политичари, и заради тоа најголемиот акцент го ставивме на битка против нееднаквоста во Македонија, која што е секаква, економска, социјална, но и политичка, регионална, и рековме дека добра власт може да биде само контролираната власт. Власта која што не е со безгранична контрола и власт која што не ги плаши граѓаните, туку се плаши од нивниот суд. И сметаме дека е ова битка за која што сите заедно вреди да се бориме. Имавме денеска неколку коментари околу реченицата на Олаф Палме. Она што ни се случи во последните 12 месеци ме тера да кажам дека оваа власт сакаше да убие многу гласници. Сакаше да ги убие сите сведоци на нејзиниот срам. Меѓутоа, овие следни месеци ќе покажеме дека дури ни автократска власт не може да ја убие вистината. Ви благодарам.